Значи, тука морам да ви кажам дека имам и лични ставови и ставови на институцијата која што сум должен да ги бранам и да ги почитувам. Значи, ние живееме во услови на пазарна економија. Ако живееме во услови на пазарна економија, тогаш прашањето за платата е пазарна категорија. Сега вие ќе ми одговорите, да, ама и во западните земји постои утврдена минимална плата. Да, постои утврдена минимална плата, ама многу повисок од ниво на животен стандард. И лесно јас да утврдувам тамо таква плата и јас да живеам тамо исто така би правил тоа. И јас морам да кажам дека ние имаме гранки што се погодени од ова работа, текстилната, кожарската индустрија и така натаму. Треба малку да се вратиме на изворните принципи. Изворните принципи при воведувањето 2012 година кажуваат дека треба да постои социјален договор, па да доаѓа до определување на нивото. А владите после си презедоа тие сами да се утврдуваат и да го ставаат тоа во популизам и во свој интерес и така натаму, партиски. Мислам дека треба да се подвратиме назад, да видиме. Иначе, лично, ако се прашувам јас како човек, јас сум за тоа да се утврди многу високо ниво на минимална плата и кој не е способен, нека не работи. Али јас, нажалост, застапувам институција која што има своји ставови, која што има 17 различити гранки од стопанството, кои има клучните играчи во тоа и така натаму и треба да се води сметка за тоа. И ако сме за институциите, ако почитуваме институции на личности, треба да седнеме и да се вратиме на таа работа на која што зборував. Да, ние можеме да го утврдуваме, али во согласно со социјалните партнери, врз основа на зголемување на продуктивноста и така натаму. Овде пишува вака. За состојбите. Бруто додадената вредност на реалниот сектор на БДП во бруто домашниот производ 96 година бил 27%, 2017,3%, а 2021 паднал под 10%. Значи, ние што ствараме? Од што ќе живееме? Немаме додадена вредност. Од што ќе покриваме долгови? Значи, таа е во надолна линија. Или сме во сите инвестиции во овие 30 години. 65% се градежништво, 25% се машини и опрема. А сите фирми што со процесот на ликвидација на фирмите и на трансформацијата на капиталот останаа и ден денеска така зеат празни, ние градиме нови наместо машини и опрема и да едуцираме луѓе. И ова последново што кажавте, растот е базиран на продуктивност на само 13%. 13% учествува во растот продуктивноста на трудот. И сега ние ќе правиме зголемување на минимални плати без да направиме раст на продуктивност? Како да се направи раст на продуктивност? Ќе се направи со менување на структурата. Ние не можеме, од лон што имавме во производство, во текстилот и во кожарската индустрија, сега имаме секад. Чак и во металургијата. И затоа стапките ни паѓаат на ова, структурата на стопанството.